слушаме ништо. Ајде, за 10 на секунди. Добро, почитувани, може да почнеме со мало задоснување заради технички проблеми, затоа и гледав во телефонот да видам како оди видео стримот. Ви благодарам за присуството, за интересирањето за оваа нова трибина, оваа нова панел дискусија организирана од ВМРО ДПМН, со мене Наум Стилковски и колешката Марија Портперол и меѓународен секретар на Унијата на жени на ВМРО ДПМН. Со нас тука на сцената е и професорката Гордана Силјановска-Давкова. Сметам дека може да скратам во најавите Стефан Андоновски, познати по своите настапи досега и активности во насока на изразување на ставовите на ВМРО ДПМН и креирањето на политиките на ВМРО ДПМН кога станува збор за правото, правдата, меѓународното право и позициите на Македонија во овие искушенија при нејзиниот европски пат. Добро, наслов на трибината е заштита на националните и државните интереси наместо пазар дипломатија. Пазар дипломатија јасно е на што се однесува на она лоша политика која што досега гледавме од страна на власта и оние отстапки кои што се прават и со што всушност се нарушуваат преговарачките позиции за кои што неодамна добивме и потврда, јавноста доби потврда од поранешен министер кој што се додека беше министер всушност одрекуваше дека станува збор за едно нарушување на националните и државните интереси во однос на пазар дипломатијата. Оценката за тоа дека сепак беше на таа страна во однос на нарушување на националните и државните интереси, оваа пазар дипломатија беше и онаа понуда со доматите, ако се сеќавате во однос на Твитер, неговите активности, кога нудеше гајба македонски домат во замена за отпочнување на преговори, од тогаш помина повеќе години и сепак Македонија е на истото позиција, со нарушени национални и државни интереси и позиции во однос на оно што значи сега бугарска блокада. Марија? Добар ден и од мене. Професорка Силјановска, Стефан, ви благодарам на присуството. Во интерес на времето би започнала со професорке со вас во однос на нормата на реципроцитет или позната како начало на реципроцитет, кој што од страна на Бугарија многу јасно се гледа дека се заменува со тактиката на убедување, која што во многу наврати може да биде слична со она начало на реципроцитет, каде што реципроцитетот е општествена норма која што ни дава за право да возвратиме на некоја добиена услуга. Но тактиката на убедување од страна на Бугарија е да направиме отстапка, односно да направиме некоја промена во уставот, која што ќе оди на штета на Република Македонија. Ве молам ако може околу тоа малку подетално да образложим. Да. Чудна тактика, зашто ЕУ самата себе се перцепира како единство на различности. Одеднаш сега се покажува дека членки на ЕУ промовираат еден чуден ЕУ однос, ние и вие. Многу пати сум го цитирала професорот Джозеф Вајлер од Харвард, познат по уставот на ЕУ, кога вели дека ЕУ прво, иако се вика Европска Унија, е потесен ентитет од Европа, а сепак се вика Европска Унија и дека односот кон кандидатите и кандидатите за кандидати треба да го смени, бидејќи на пати тој наличува на судија и обвинет или се одвива според начелото молчи и слушај.
Тоа не се однесува, се распира на ЕУ како ентитет и на органите, туку еве на некои членки. Го споменавте начелото на реципроцитет, интересно, но од она што го покажува историската меморија, токму на прашањето на заштитата на правата на малцинствата најмногу се инсистирало на реципроцитет. Да посочам, и ние, и Бугарија, и сме ја подпишале, и сме ја ратификувале Рамковната конвенција за заштита на правата на малцинствата. Значи, ако ја следиме логиката на Солунскиот самит и на она што тогаш комесарот Оли Рен го изрази, дека регионот е Европа, историски, географски, културно, дека само во два историски моменти на Отоманската империја и на комунизмот не сме биле заедно и дека логиката е јасна. Ако е ова портата на ЕУ, тогаш или ние ќе извезуваме мир, или ќе увезуваме немир, тогаш јасно е дека во секој поглед, значи, овој простор кој интересна работа некаде во 2010 година, што мене почна да ме загрижува, доби еден чуден нов назив, Западен Балкан. Што е тогаш Источен Балкан? Не знам. Што е Северен Балкан, што е Јужен Балкан, јасно е дека е тоа геополитички поим. И многу чудна синтагма, зашто прво значеше минус Словенија, плюс Албанија, па минус Хрватска. Ја не сум чула географија која се менува, оти географија е географија. Значи, прво тоа. Второ што е многу чудно. Видите, колеги мои конституционалисти познати како професорот Белгиски Вини вели вака: Уставот треба да се менува со рака што трепери од одговорност. Да, ние го менуваме Уставот со рака што трепери од страв. Досега неколку пати, замислете, за 30 на години, 36 амандмани, споредете ги Соединетите Американски држави, значи за повеќе од 200 години, 27 амандмани, 1000 предлози и 5000 неуспешни обиди. Проблемот е што ние треба да го смениме Уставот, јас одговорно тврдам и тоа ќе го направиме. Србија сега го направи, нели, на референдум, во функција на ЕУ интеграцијата, меѓутоа не со барање од надвор, туку сами. Значи, еден паметен председател или некој председател на собрание одамна би направил, би ја проширил Уставната комисија со експерти, за да видиме во овие 30 години кои проблеми манифестираше уставната норма во праксата како систем. Ќе ви дадам еден пример. Нема на планетава држава во која парламентарни избори распишува председател на собрание. Јасно ви е зошто. Ако е распуштено собранието, како ќе распише за себе? Секогаш другиот. Кој е тој другиот? Председателот на државата, затоа им се и мандатите различни. Да не говорам кога формиравме влада, да не говорам еве сега при гласањето. Значи, ние имаме проблеми внатре што се однесуваат на важни прашања на поделбата на власта и тоа треба да го развиваме. Најнепознат феномен е пак да менувате преамбула, а од ова што јас го слушам, значи ние или тие, бидејќи слушаме изјави, иако ме чудат изјавите, затоа што иницијатива за промена на устав може да поднесе влада, може да поднесе председател, при 30 пратеници и 150.000 граѓани. Во кое својство тогаш некои партии на лидери со 15 пратеници велат немаме ништо за промена на уставот и слично. Друго што морам да кажам, значи, преамбула, реков, ретко, еве, Швајцарија од 1874 па го смени уставот, иста е преамбулата. Преамбулата на САД е иста. Зошто? Оти таму е напишана националната меморија
во моментот на создавањето на тој најважен општествен договор и ние викаме највисок правен акт. И како може вие сега, ако во преамбулата сте ги запишале асномските одлуки, сега, хоп, да ги тргнете асномските одлуки и да ставите проглас. Па ми проглас не е ни документ, а камоли уставноправен акт. Со Бугарија, што е најважно, ние не можеме да бегаме од историските факти. Отворете ги актите на Асном и тамо ќе видите дека тие се повикуваат и на македонците во Егејскиот дел, и на македонците во Пиринскиот дел. Впрочем, представници на Асном имало и од Егејска, и од Пиринска, ама имало и на Авној. Далеку од думоте дека присуството на овие одредби во преамбулата како историја, како меморија, значи територијална претензија. Ама, ако и Грција, и Бугарија инсистираат, ние, замислете, една земја со смешно мала војска беше, а сега е членка на НАТО. НАТО членките не војуваат меѓу себе, нели не убедуваат дека леговме во кантовиот вечен мир, ние сме закана. И замислите, ние пишуваме во Уставот и сите ни се смеат дека немаме територијални претензии кон соседите и дека нема да се мешавме во нивните внатрешни работи. Да ве подсетам, првиот амандман на Уставот беше амандманот 1, кој 92 година далечната, дека Република Македонија нема територијални претензии кон соседните држави. Нема подобро фројдовско признание од барањето за ова, за присуството на малцинство во Грција и во Бугарија. Како ќе имате инаку територијални претензии. Значи, далеку од умоте оваа одредба, изгора сега замислете во она 5+1, 4+1 и така натаму, ние сега го информираме Обединетите нации дека немаме територијални претензии кон соседните држави, иако тоа е дел од Уставот. Тоа е целосно несериозно. Тоа покажува слаба држава, држава во пропаѓање, држава без капацитет. И сега пазете, пак амандманот 2, исто, само како папагали го повторуваме, го повторивме повторно со Грција. Републиката при тоа нема да се меша во суверените права на други држави и во нивните внатрешни работи. Јас ве молам, кога ќе отидете дома, да ја отворите рамковната конвенција за заштита на правата на малцинствата, можете и конвенцијата за регионални и малцински јазици, веднаш ќе видите дека не е точно дека механизмот на меѓународна заштита на малцинствата е исклучиво суверено право на државите. Впрочем, на 5 години сите членки на Советот на Европа поднесуваат извештај. Во рамките на Советот на Европа постои советодавно тело и ние имаме тамо представничка, мојата колешка Мелина Гризо, и друмова имаат бугарите представничка, 18 члена, која што оди на терен, испитува како се штитат правата, кои се проблемите, ги предупредува државите, им предлага решенија и така натаму. Да кажам нешто што деновиве многу ме инспирираше. Мој колега, познат конституционалист, вели дека ако во супранационалниот карактер на Европската Унија клучна улога одиграл Меѓународниот суд на правдата со седиште во Луксембург, преку студијата на случаите, преку праксата, само да кажам една пракса
за која воопшто не се води овде сметка, а која мора ние да ја почитуваме, например, праксата при било какво вработување, при било какво членство, при било каква апликација, да не се дискриминираат според национална припадност било кои апликанти од земјите членки на Европската Унија. И тој вели дека е потребно, зашто ЕУ се соочува со процес што се професорот Филип Алот од Кембридж го нарекува астроунгаризација, заради различни нови членки кои влегуваат сега со своји идентитети. Јасно е дека кога имате нови разлики, потешко оди усогласувањето и интеграцијата. Вели, крајно време е судот во Страсбург за човекови права и судот во Хаг да пристапат кон слично однесување како меѓународниот суд на правдата околу усогласувањето, бидејќи тоа на Советот на Европа ќе му даде дополнителна тежина. Имало случај, иначе, во Советот на Европа, Турција, Руската Федерација, кога биле во фаза на исклучување или имале дури и замрзнато членство од различни причини, но тој механизам засега не функционира. Сакам да кажам, судот, ако постои, а го формирале членките, произведува пресуди кои што треба да важат за сите. Нашиот бивши министер за правда многу често велеше, ама ние мораме да ги почитуваме пресудите на судот во Страсбург. Сега, интересно, далеко од правничко толкување дава, би кога вели дека, замислете, ние, бидејќи не било уставна норма, да не се мешаме во внатрешните работи, тоа треба да го почитуваме, а пазете, Бугарија немала таква норма и таа слободно може да се меша во внатрешните работи на соседите. Не е точно. Не е точно. Тоа е основен принцип на меѓународното право. Јас немам ништо против, инаку, да го примениме, веќе кажав, методот на Хрватска, која во една измена вклучи 22 малцинства. И тука сме ние специфични. Во социјализмот народности, па во првиот устав националности, па потоа заедници, се со езопов јазик и еуфемизми, кои што секогаш оставаат простор за арбитрирање. Значи, ние, ако мислиме и ако сакаме да влеземе во ЕУ, треба да знаеме дека ЕУ не сака суи генерис државни творби. Сака стандардни демократски творби и час поскоро ние во тој поглед треба да се европеизираме. Значи, немам ништо против да се набројат словенците, хрватите, евреите, сите што сме ги заборавиле, египтјаните и така натамо. Меѓутоа, кога зборуваме нас Хрватска, не обуслови, не ни рече дека јас ќе ве напишам во уставот, ама вие веднаш треба да го смените уставот, инаку нема да ве подржиме. Значи, тоа е целосно некоректен однос и јас велам, може да го барате државите мали или големи, точно е дека меѓународниот поредок е анархичен, меѓутоа кога го зборуваме за правата што се меѓународно гарантирани, тогаш нема мали и големи држави, сите субјекти подложени се на задолжителното меѓународно право јус когенс, ако важи тоа за нас, треба да важи и за другите држави. Нешто друго се заборава исто така. Ние, 2001 година, кога го сменивме уставот, воспоставивме еден орган кој што се вика Комитет за односи меѓу заедниците. И внатре, многу интересно исто така, 19 члена, 7 македонци, 7 албанци и по еден од сите заедници споменати во преамбулата. Значи, мора да се менува и составот на ова тело. Кога реков чудно тело, ќе ви кажам зошто, затоа што вторите домови
и во САД, и во Швајцарија, дури и во федерациите, се секогаш составени на паритетна основа, без оглед дали е Аљаска или е Вирџинија, има двајца сенатори, без оглед дали е, што знам, Апенцел или Берн, или кој е во телото на кантоните, секогаш има по двајца од кантоните, по еден од полукантоните. Зошто? Зашто идејата на тие органи е да нема мајоризација за прашања што се однесуваат на културниот идентитет. Да заклучам. Националниот интерес не може да го узурпира, да го киднапира, да го дефинира само една генерација. Национален интерес е нешто што се градело низ вековите. Нешто што сме го наследиле како национално културно наследство и меморија од прадедовците и од прадедовците на прадедовците и нешто што треба да го оставиме на идните генерации. За жал, односот на политичарите не е државнички. Тогаш, кога тие мислат дека со еден потек на перото можат да сменат устав, можат да сменат интерес. Интересот не смее да се менува. Затоа Хрватска и останатите напишале напред, све наброиле што е дел од уставноправната историја. Например, ние не се повикуваме на бивша Југославија. Погрешно. Затоа што, видите, во бивша Југославија ние бевме еден од рамноправните народи и македонскиот јазик, а јазикот е најсилниот символ, беџот викаме ние на идентитетот, значи беше службен јазик. Замислете го продолжението на оваа приказна во иднина Србија да вели дека Црнагора има проблем со јазикот или на босанскиот и така натаму. Нема крај. Тоа не турка во она што, како нарекува господинот Петков, балканизација. Меѓутоа, балканизацијата не е феномен кој што е автохтон. Секогаш е врзана за интервенции од надвор. Значи, така наречените наметнати промени, imposed constitutions, денеска е тема која што е многу позната во постконфликтните општества, денеска е актуелна. И мислам дека сериозно треба да се однесуваме кон потезите што ги превземаме. Да мислиме и на минатото, да мислиме и на иднината и да мислиме дека, како вели Джеферсон, да, генерациите имаат право да ги менуваат уставите, меѓутоа секогаш треба да се водат од националните интереси. Така, ви благодарам, професорке. Пред да преминам со теза кон Стефан, би сакал да споделам едно сеќавање, мое работно искусно, од една средба со еден известувач од Европската комисија за Македонија, некаде, мислам дека беше на почетокот на 2000-тите, ако не беше и порано, Ерик Меер, еден интересен господин, кој што сакаше да шета со ранецот на грб низ Македонија, да запознава и имаше едно добро видување на состојбите на Балканот во еден од оние моменти на отворени прозорци, врати, бидејќи многу често се користи тој израз кога станува збор за пред некаков состанок и европредставници почнуваат да го наметнуваат сега е моментот, моментумот, отворени прозорци, отворени врати, демек за нови ветришта да продуваат низ Европската Унија. Ерик во неврзан разговор после интервју вели Европската Унија и европските институции и европјаните сметам дека неподготвени влегува во проширување на Европската Унија кон истокот, кон оние земји од Балканот и источниот дел на Европа. Ви се зачудив, велам, зошто? Вели, затоа што
вакви условувања, какви што и тогаш постоеше, нели, проблемот со Грција, велеше вакви условувања, како што имаат Грција кон вас. Ке дојде Бугарија, ке дојде, да речеме, некаква реакција помеѓу Србија и Хрватска, Србија и Црна Гора, или Босна со Црна Гора. Значи, ова каша од условувања, кои што фактички немаат врска, така ми посочи, немаат врска со европскиот начин на живот и на размислување и на надминување на проблемите и она што значи основа на Европската унија, отворени граници, движење и еднаквост помеѓу, нели, економијата и воопшто човековите права, туку напротив ќе служи како еден вид на морков и стап за задоволување на своите застарени идеи и желби. Во таа насока спомна професорката, многу работи околу уставни измени и околу сите овие прашања кои што се наметнати за јазикот и јазичните бариери, за промена на уставот, за кој се требало да биде таму. И јас се навраќам на еден период кога, повторно сеќавања, Зоран Заев пред да дојде на власт СДСМ дои оваа ситуација која што доведе до два договора и со кои што два договора бевме убедувани од сите страни дека се затворени прашањата пред Македонија и дека тоа е тоа, исполнети се сите услови и треба да почне, нели, она што го вика одиме напред како една владина флоскула. А се тргна од тоа, една реченица кажана, мислам во Бен беше, кога Зоран Заев стана и рече, не може Македонија да не е виновна, а сите други околу неа да се виновни. И ги отвори прозорците, вратите и сите оние да се послужам со тој речник актуелен и денеска за европеизација, за промена и за прифаќање на се и се што. Зборувавте за може само една реченица ме инспириравте, само да подсетам. 92 година оваа измена во Уставот е направена по совет или предлог на така наречената Бадентерова комисија. Пазете, 6 председатели на уставни судови со председателот на начело на Уставниот совет на Франција. Кога ги читате 92 година мислењата на Бадентеровата комисија, тие се целосно јасни, зборуваат за политика во границите на правото и велат дека со ништо македонскиот устав не имплицира територијални претензии кон Грција. Можете да го проверите мислењето и затоа препорачуваат Словенија и Македонија да бидат признаени од Европската заедница, но тогаш Советот сепак внесете оваа одредба во Уставот за да ви биде отворен патот целосно во европската интеграција. И колку години потоа ние повторно сега треба да менуваме Устав, иначе не можам да не кажам дека во оној прв договор 98 година со Бугарија, всушност подписникот го прекршил Уставот. Затоа што во Уставот пишува дека службени јазик, значи на целата територија и во меѓународните односи е македонскиот. Нашите председатели на држави, а тие треба да подпишуваат такви договори, морам да кажам, а не премиерите, мора да ја почитуваат оваа норма, а неколку пати ние не сме ја почитувале со она како што е определено според уставната одредба. Колку што се сеќавам, само в 98 не беше кренат левелот на таа спогодба на ниво на договор. Не беше точно, беше меѓусебен договор, само не беше како да, не знам, некоја норма. Така, да се вратам на Стефан, веројатно таа реченица на Зоран Заев искажана во Бен беше почетокот на оваа пазар дипломатија, кој што гледаме дека не завршила и сега. Зошто велам дека не завршила и сега, иако
започнуваат некаква нова рамка за која што никој не знае за каква нова рамка станува збор во однос на помеѓу Македонија и Бугарија, дури и самиот Маричич како сега начело на она тело владино за европската иднина на Македонија немаше и јасна и прецизна изјава и дефиниција за што станува збор во однос нели на она комисија за историја која што е формирана од двете страни. 5+1, меѓутоа, што е прашањето? Се уште не започнале со функционирање, а веќе има отстапки и нагризување на она што значи позиции на национални и државни интереси. Од една страна има испратено нота од владата до Обединетите нации, кое што слушнавме дека било едно од барањата во тие 5+1. Али Ахмети како лидер на ДУИ, би рекол базата на владата во Македонија, вели дека нема ништо проблем со отварањето на уставот и правење на уставни измени. Бојан Маричич, лидер на партија и човек столбот во својство на столбот на владата, на владината коалиција. Бојан Маричич како министер за правда од една страна, значи на самиот преод и почеток на министерување со европските интеграции на Македонија, се, ајде грубо да го оценам, се откажа од македонското малцинство, од грижата за македонското малцинство во Бугарија, велејќи дека нема право да се меша во таа насока. И сега тука настанува уште една мала какофонија во власта. Од една страна, председател Стево Пендаровски ги повикува Сдруженијата на македонците од Бугарија, кои што не можат да си го спроведат она што меѓународни судови им велат да смеете да се организирате и да бидете признаени како организации, ги повикува на средба. Од друга страна, Бојан Маричич вели не може да Македонија да преземе ништо околу тој и воопшто нема никакво мешање, со што самиот даде оценка дека Стево Пендаровски се меша во внатрешните работи на Бугарија. Значи, една целосна пазар дипломатија, која што вака гледано нема да донесе ништо добро во однос на националните и државните интереси. Добро, поздрав до сите вас и до присутните, добар ден на сите. Јас ќе зборувам за овој тип на манипулација која што му се случува на македонскиот народ, односно властите се обидуваат да ја манипулираат македонската јавност, односно да се поигруваат или да ја навредуваат, јас се чувствувам и навреден, да ја навредуваат интелигенцијата на граѓанството. И тоа го прават по 4 клучни столба кои што можам да ги забележам. 2 се повеќе процедурални, а 2 се посуштински. Прво, треба да забележиме дека Кирил Петков како премиер на Бугарија е оној кој го води процесот на преговарање, оној кој ја диктира агендата, оној кој ги диктира прашањата кои што ќе се дискутираат, оној кој ги диктира комисиите кои што ќе бидат формирани, кој ќе учествува во нив, мандатот и прашањата кои што ќе треба да се затворат, како и роковите. Од нашата страна, нашите власти се однесуваат како да се или неми наблюдувачи или независни аналитичари. Па гостуваат на телевизии, на дебати, изборуваат како прашањата ќе биле вакви или онакви, ќе се дискутирало за ова или за она, без воопшто да имаат било каков ефект внатре во учеството. Замислете, дури не учествуваа ни во селекцијата на тоа каде ќе се одржуваат средбите прво, а каде следната или средбата потоа. Дојде Петков и ни кажа дека средбите прво ќе бидат во Софија, првата владина конференција, па оттаму ќе се дискутираат другите работи. Имаме едно чувство на инфериорност кај нашите носители на одлуки и ова подсетува сето на потпишувањето на Преспанскиот договор, каде што бројни експерти од меѓународното право велеа сама да дошла Грција да подготвила договор, подобар договор за македонските национални интереси ќе произведала, отколку од оваа страна што учествува еден или еден и пол човек во преговорите. Тоа ни се случува и сега. Имаме целосна доминација и изместување на оската, а знаете, во меѓународната дипломатија, па и во преговорите како такви, како процес, мора да имате две сериозни страни еднакво подковани, за да процесот доведе до еднаков избалансиран резултат. Не можете да очекувате избалансиран резултат кога имате неизбалансиран процес. Тоа е првиот аспект. Вториот аспект е нешто што ми ја навредува интелигенцијата и како правник, затоа што ги диктираат процесите еден правник и еден хирург.
И сега од хирургот во Министерството за надворешни работи може би да очекувате неумесни изјави кои што немаат допирна точка со правната реалност, но од правникот кој што беше во Министерството за правда, па сега во Секретаријатот за европски прашања, би очекувале некоја пологично правно резонирање. И во таа смисла е она што долго време навредува дека со Бугарија нема да има нов договор. А сега лесно се преминува дебатата кон тоа дали новиот договор кој што ќе биде потпишан со Бугарија ќе помине низ собранието со двотретинско мнозинство или не. Само да подсетам дека цела 2021 година ВМРО-ДПМН не беше навредувано дека шири лажни вести со тоа што зборувавме. Ќе има нов договор, нема да биде патоказ, ќе биде или анекс на постоечкиот договор, или ќе се потпишува нешто ново, на кој начин ќе се потпишува тоа нешто ново, на кој начин ќе биде имплементирано во пракса, кои се полугите кои што ќе бидат заштита на ова договарање, но ние постојано бевме навредувани на секој излегување на телевизија дека ние шириме лажни вести затоа што сме зборувале дека ќе има нов договор, а таков нема да има, туку ова е некоја си патна карта, како што ја нарекуваше хирургот, во која што таа патна карта ќе биде чисто да ни помогне во процесот на преговарање, но не и да ги регулира односите. Сега гледаме дека тие лесно преминаа кон таа нова реалност, кон дискутирање на некој нов договор со Бугарија, и ова е навредливо од смисла на она што го спомна Наум, дека Заев кажа дека сите прашања со соседите се затворени со овие два договори. Чумо ни е тогаш трет ваков договор. Да преминам кон посуштинските аспекти. Првиот суштински аспект е дека имаме сега нешто повеќе од португалскиот предлог. Исто така ќе ве потсетам дека цела 2021 година бевме убедувани дека португалскиот предлог е единственото нешто за што преговараме, кога знаеме дека уште првиот ден португалскиот предлог кој одеше на заштита на дел од македонските права беше отфрлен од Бугарија. Тие продолжија да дискутираат, а беше прифатен од македонска страна дека е одлична основа за продолжување на преговорите. Сега португалскиот предлог е ставен ад акта и ние дискутираме за повеќе од меѓународно прифатените правила на игра, односно дискутираме за промени кои што значат промени во идентитетските обележја и не е случајно зашто голем број од поранешните представници на власта повеќе не се дел од истата, затоа што ова е навредливо дури и за нив, дури и за луѓето кои што беа дел од грчкиот договор или од договорот од Преспа. И последната суштинска разлика, суштински постулат со кој се удираат македонските национални интереси, а професорката делумно го спомна, е едно начало во правото на Европската унија кој што вели директна примена на правилата. Македонија, исто како и Бугарија, се потписници на Европската конвенција за човекови права. Како таква, таа, како правен документ, има директна примена во правниот поредок на Република Македонија, да речеме исто како и било кој системски закон кој што го имаме во Македонија. Во моментот кога таа ќе биде ратификувана во согласно со уставот, членот 118, веднаш таа има примена како ратификуван документ во правниот поредок. Исто и во Бугарија. Од тука да очекувате и да се мешате во правата на Македонија и на македонскиот уставен поредок, да таа го менува истиот, а во исто време не ги почитувате правата на македонците кои што живеат во Бугарија, кои што се заштитени под таа конвенција која што вие сте ратификувале, освен што е политички некултурно, оди против сите правила на меѓународното право, но она што мене повеќе ме навредува, не е бугарскиот став дека тие нема да ги почитуваат пресудите на судот од Страсбур, туку е македонскиот став дека ние немаме право да ги заштитиме токму тие права кои што се гарантирани од Советот на Европа, од Судот за човекови права во Страсбур и, ако сакате, од Конвенцијата за човекови права. Тој начин на политика мене не ме интересира или ќе го применувам уставот онака како што ми се допаѓа, можат да зборуваат луѓе кои што никогаш немале допирна точка со правото, ниту со политичкиот систем. И тука повторно ќе речам, ако јас денеска се дрзнам да зборувам за кои протоколи треба да се донесат во време на корона, можете да ми забележите како јавност дека јас зборувам нешто кое што не е во мојот домен затоа што не сум лекар. Но ако вие сте лекар и зборувате нешто што е во доменот на правото и си дозволувате да се расфрлувате со двотретински мнозинства, со нема да помине низ парламентот, како ова да е некоја река што тече па сега кај ќе заврти, дали ќе помине, нема да помине, или ова е некој ветер, дали ќе се отвори вратата во собранието па ќе влезе ветерот во собранието, е навредливо. Затоа што вие морате да се однесувате кон институциите институционално, со должна почит. Тие се институции кои што постоеле пред ние да бидеме на политичката сцена, постојат и ќе постојат и кога ние ќе заминеме. Не може да се однесувате дека од вас зависи се.
Иако вашиот помалку, овој извинете поголем коалиционен партнер СДСМ тоа ви го дозволува. Ќе завршам со една теза, нели 4+1 дозволено со овие дискусии како што ги имаме. А тоа е дека во овие сложени геополитички односи, и ова е на страната повеќе на Европската унија отколку што е на домашниот систем, во овие сложени геополитички односи, во кои нестабилност извира од сите страни. Обврска е на Европската унија да ги отвори преговорите со Република Македонија и Албанија. Се наоѓаме во време во теоријата на конфликтен менеджмент тоа се нарекува конфликт превеншн. Или ќе се зафатиме со системски конфликт превеншн, односно системско разрешување на основите за производство на конфликт, или да не се чудиме ако во догледна иднина имаме регионални конфликти кои што ќе избиваат на пограниците или натре каде што имаме нестабилност. Затоа што превенцијата на конфликти е системска или структурна. Тоа значи дека вие мора да ги поставите економско-политичките услови во државите ако сакате да превенирате идни конфликти. Сега е шансата на Европската унија со отварањето на преговорите со Македонија, забрзувањето на преговорите со Србија, отварањето на преговорите со Албанија и поттикнувањето на преговорите со Црна Гора, во исто време позиционирање на Европската унија како кредибилен партнер во Босна и Херцеговина, да ние заборавиме на конфликти на Балканот во наредните 20 до 30 години. Во спротивно, ако Европска унија продолжи да се однесува како нем наблюдувач, независен аналитичар, исто како нашиве политичари, да не се чудиме ако некои други актери посакуваат нестабилност во овој регион и таа нестабилност им успее. Во ваков случај, вината нема да биде исклучиво на владата на СДСМ во Македонија, ниту пак на владата на Рама во Албанија. Туку ќе биде поширока и ќе имаат и Европската унија како сериозен надворешен актер, она што попрецизно го зборуваше професорка. Да не се чудиме ако нестабилности се случуваат поради нашата неактивност, односно надворешната неактивност на Балканот. Благодарам. Ова Само што- накратко, да, Наум, ако само- ми дозволиш да се надоврзам на Стефан. Напомена дека 2020-2021 година континуирано зборувавме дека на овој договор ќе му следи анекс или нов договор, каде јас ги гледам првите знаци дека тоа ќе се случи, е изјавата на Маричич во која вели дека за Комисијата за историја ќе се разговара во која форма и содржина истата ќе продолжи. А за да се случи истото, согласно договорот за добрососедство, мора да се направи промена, односно анекс или нов договор. Во вторник очекуваме прва меѓувладина конференција помеѓу Македонија и Бугарија и не ме изненадува фактот што како член на делегацијата ќе биде и предводникот на Македонската комисија за историја, додека фокусот во јавноста континуирано сега се става на оние 4 точки за кои што ќе се разговара: образованието, инфраструктурата, културата и економијата. Па сосема јасно се поставува тука прашањето дали зад овие 4 теми ќе се разговара за историјата без притоа истото да биде пред очите на јавност. И дали главниот проблем поради кој што постои проблемот помеѓу Македонија и Бугарија историјата, сега веќе се трга на страна и се представува некоја нова стратегија која што ќе ја води Бугарија, а Македонија само ја следи, па на тие работни групи кои што треба да се состануваат еднаш месечно, дали и Комисијата за историја ќе ја следи динамиката на овие 4 групи? Ако со две реченици би можел да го одговорам, ова се вика во теоријата на преговори секвенционирање на прашањата, но во случајов не користи за скратување на постапката на преговори, туку за одолжување. И со право искоментиравте дека прашањето за историјата сега се става зад завесата. Затоа што зад завесата може да се дискутираат подетално прашањата кои што се од интерес на Бугарија, а нашите како независни аналитичари ќе ги следат, а надвор ќе дискутираме дали автопатот со Скопје-Софија треба да има 4 или 4,5 ленти или колку застанувања или бензински станици треба да има. Мислам да бидеме многу искрени и многу отворени во оваа работа. Нема недоразбирања помеѓу Македонија и Бугарија дали и колку автопати треба да се изградат, дали треба да се изгради железничката пруга, дали треба да соработуваат
Делчево и Кюстендил Делчево и Благоевград да аплицираат на заеднички ИПА или ИПАРТ проекти, тоа е секојдневна работа која што веќе и се случува. И потребна Имаме на бројни протести. бугарски експерти кои доаѓаат во Македонија и ми помагаат на македонските компании да аплицираат на овие ИПА проекти или на македонските општини, затоа што го имаат искуството и тоа никогаш не било за дебата. Дебатата секогаш ќе се води на прашањето кога е формиран кога е кодифициран македонскиот јазик, дали македонскиот јазик има бугарски корени, каква е позицијата на Гоце Делчев како апостол на македонското револуционерно движење и дали ВМРО како организација или македонската револуционерна организација се борела за независна Македонија или за Македонија под Бугарија. Тие ќе бидат прашањата кои што ќе се отварат. И јас немам никаков сомнеш. А народот ќе се занимава дали ќе биде побрзо или подоцна отворен граничниот премин кај Беро. Во насока на Инаку, што... инаку Стефан прашања за кои во сите документи на Европската Унија, ако сакате и во повелбата, апсолутно нема основ да бидат предмет на разговор и усогласување. Да, има Копенхагенски критериум, кој што се вика почитување на индивидуалните и малцинските права, ама кога зборуваме за идентитет, за култура, сите документи на ЕУ апсолутно го исклучуваат тоа како тема за која што би требало да се постигне консензус и усогласување како услов за да почнете преговори, замислете и за да влезете во Како Европската економската унија. соработка би довела до политичко решение на преговорите? Не, Кој што економската тие соработка точно? сега денеска може да се одвива, на работата е вие вештачки да почнете да нижете согласно околу прашањата, а да го оставите најважното кое уште и кој знае колку пати. Многу Колку интересно е кластери тоа што има може да се отвори. ова прашање, историјата и признавањето, дали македонци постоеле од 45-та или пред 45-та, што го наметнува, и прашањето за јазикот, што го наметнува Бугарија како дел од европскиот пат на Македонија, ги надминува границите и на Бугарија и на Македонија. Зошто? Беше прашање поставено од Бугарија пред Албанија да признае бугарско малцинство во Албанија. Прашањето го поставува пред Србија. Ако се промени историјата во Македонија и се прифати, условно кажано, она што го бара Бугарија, тоа ќе предизвика промена на историите и учењата и во Албанија, и во Србија, и во Грција. Настанува многу поголемо проблематизирање отколку директно она што се бара да бидат, да речеме, македонците во Мала Преспа да бидат, само за пример, во Мала Преспа да бидат земени предвид како бугари, а не македонско малцинство. Ме разбирате, поширока е сликата во однос на она што Стефан го вели дека треба Европската унија да преземе одговорност, да започне брзи преговори со сите земји за да се надминат конфликти во наредни 20-30 години. Бидејќи прашањето наметнато од Бугарија кон Македонија не застанува со границите, природните, политичките граници на Македонија и на македонците. Туку ги надминува и веќе барано е од Албанија и прифатено е да има бугарско малцинство таму. Истото прашање е поставено и до Србија, така што промената на историјата ќе промени факти и кај нив. Кои историски факти пред 45-та година зарем нема спомнато македонци или учество на македонци во српската историја или во албанската историја или во црногорската, босанската, хрватската. Има и сведоци сме на тие и тие ќе мора понатаму согласно ова да ги менуваат историите заради едно вакво условно кажано сега хипотетички признавање на таа соседа. Но да не заборавиме дека минатата година на иницијатива на српските интелектуалци и историчари со поддршка на Советот на Европа и на Европската Унија, стотици интелектуалци од регионот ја го подпиша, меѓу кои имаше и од Македонија, документот против ревизија на историјата. Знаете што значи тоа да се отвори повторно? Значи против ревизионизмот. Имаше еден обид за балканска историја, сите земји да седнат историчари да напишат балканска историја и мислам дека се уште тлее некаде, меѓутоа фактички не излезе ништо од тоа, има повеќе од една деценија како
се случи. Мислам дека време е да оставиме Повелата до на културата прашање. гостите и нивните прашања. Повелете. Ако сети зелено, да. Во ред. Само малку погласно, не ве слушам. Во ред. Сакам да ве прашам, професорке, кој е вашиот став околу можната најавата за можно менување на членовите на Комисијата за историја? Од македонска страна. Да ви кажам нешто, јас уште во стартот на формирањето на комисиите го кажав мојот став. Штом комисиите ги формира владата, тие нема да бидат формирани врз основа на наука и стручност и компетентност и почет меѓусебна, туку врз основа на политички критериуми. Ние чувме, имаме веќе искуство со еклатантни примери на членови на комисијата кои што јасно потенцира дека им е вршен директен притисок од кого, ако не од политичарите. Замислете, каква е таа наука под закрила или под капа на држава. Нели тоа е погрешниот пристап, кој што се негувал, велат некои сега во минатото. Јас сум за тоа, ако требаше да се дискутира, тоа да биде во рамките на универзитетите, во рамките на МАНУ, БАНУ и слично, значи најовластените институции да предлагаат своји членови кои ќе дискутираат. Меѓутоа, не знам пак тогаш како може научници да формулираат политички во суштина решенија. Значи, тоа е еден сосема погрешен пристап. Не им верувате на колегите, кои што се дел од комисијата? Смятате дека ќе донесат политички? Мои колеги? Професори. Не верувам, јас не би сакала да бидам именувана или предложена од министри и од влада. Би сакала од институцијата во која што работам, бидејќи тамо се гради научниот интегритет и дигнитет, а не во различни владини и други формирани тела. Впрочем, како што гледате во повеќето од комисиите и министрите се. Сега јас имам голема дилема, ќе кажам, околу господинот Маричич. Ќе ви кажам зашто. Ако вие, како дел од кабинетот на премиерот, замислете, сте биле, ние имаме представници на уставни измени, нели? И повереници. Господинот Маричич и господинот Дане Талевски беа именувани од премиерот во собрание да ги представуваат амандманите. Во било која држава председателот на собранието ќе ги отстрани, бидејќи тие немаат таков статус. И тогаш кога вие замислете ќе напишете ваков амандман, кој веќе го пишуваат моите колеги и се исмејуваат, пишувате во преамбулата на Уставот на Република Македонија се збришат зборовите како и граѓаните кои живеат во нејзините граници, кои се одлуките се заменуваат со правните одлуки. Ова е непозната уставно-правна техника. Вие кај преамбула велите, преамбулата, особено што имаме веќе едно искуство, се менува и гласи. Како да знаете вие кој збор на што се однесува? Дали знаете што значи ова? Това е катастрофа уставно-правна. И после она толкување што го слушаме, апсолутно не му верувам. Не му верувам. И не верувам дека е добро научници да седат со политичари на исто место и да дискутираат. И едните ќе бидат политизирани, а другите, не ми е јасно, не верувам дека ќе бидат едуцирани, просветлени. Тоа не верувам. Не верувам. И второ, професорке, е многу лошо кога научници треба да се согласат на определено прашање. Сте гостувале вие на стотици научни конференции на кои што убавината во тоа да не се согласите. Апсолутно. Вие доаѓате со еден научен став, други доаѓаат со друг научен Апсолутно, став. во науката Сократовски се постапува. Ке може и да умрете, ама нема да го смените научниот став. Нема компромис за научни ставови, има компромис за политички ставови. Ова е, значи, атак врз научната мисла, бидејќи таа на ваков начин се дисциплинира и се политизира. Јас не верувам во таква наука.
И токму заради тоа е и желбата да се промени и формата и составот на Комисијата за историја, која што сега ја предлагаат. Сигурно, сигурно. Сосема во право сте, тоа е причината. Повелете. Здраво, Филип Ивановски, Унија на млади сили, конзерватив МК. Моето прашање е до Стефан во однос на тоа што ВМРО-ДПМН би направила за надминување на спорот со Бугарија. Значи, јасно е дека сега Бугарија води уценувачка политика кон Македонија. Јасно е дека сегашната влада ги наруши македонските национални интереси. Но моето прашање е што ВМРО-ДПМН ќе направи, значи кои конкретни чекори ќе ги преземе за да го надмине спорот со Бугарија и да почнеме преговори со Европската унија, а без при тоа да им наштетиме на македонските национални интереси. Во преговорите, во теоријата, особено на преговори, има едно правило од кое што се вели дека секогаш треба да преговарате од позиција кога сте доволно силни или од позиција на сила. Кога од другата страна имате поразен, декласиран противник, вие преговарате од позиција на сила и тогаш се што ќе наметнете ќе биде прифатено. Во ситуацијата со Македонија, во моментов Македонија е во таква декласирана позиција. Зошто? Затоа што вие имате осиромашено население, имате околу нула реален раст на бруто домашниот производ. Зошто реален? Затоа што е поклопен од инфлацијата која што постојано му се случува, економскиот раст, нула странски директни инвестиции, катастрофален пат на македонските образовни институции, криза во здравството и тотално нефункционален енергетски систем. Што значи дека за вас Европската унија во моментов е да се биде или не во најсериозна хамлетовска смисла. Зошто? Затоа што вие имате ломови по сите други прашања и единствениот начин како да се извлечете од овие ломови, а не знаете да се справите, е да молите како знае и уме Европската унија да ве прибере внатре, за да ве спаси од овие внатрешни ломови, за да вие можете да се закачите на европската производна машинерија и да црпите реален производ од нив. Оно што ВМРО-ДПМН мора да го направи е да ги решава овие 6 ломови внатрешно, да се ја заврши домашната работа и од позиција на дигнитет или од позиција на држава која што функционира внатрешно, од позиција на држава која што има економски раст од 4,5-5%, кој што има невработеност пониска од 10%, кој што има нови 100-150 странски инвестиции кои што ќе вработуваат по 50.000 нови, кои што нема да се иселуваат најквалитетните кадри, да преговара со Бугарија во таа смисла на паритет или на еднаквост на можностите. Во ваква ситуација, во која што се наоѓа во моментов Македонија, ние немаме што да бараме во преговори. Зошто? Затоа што ова не се преговори на еднакви страни. А вие знаете дека во преговарањето и во договарањето страните секогаш треба да се еднакви и да имаат еднакви оружја. Ние во моментов немаме еднакви средства за преговарање и во таа смисла ние не можеме да преговараме од позиција на декласиран соговорник. Ова е како да преговарате, како Франција или како Германија да преговара. Германија преговара со сојузниците после Првата светска војна. Така изгледа. Ова личат на преговорите во Париз, крајот на Првата светска војна. Доколку нема други прашања, јас би заклучила дека едни вакви лоши компромисни решенија кои што се превземаат целиот изминат период од страна на СДСМ не можат да ја доведат Македонија до добро политичко решение и дека нема апсолутен никаков бенефит на патот кон евроинтеграциите. Ви благодарам, професор Кесилјановска, Стефан, Наум и на вас, почитувани медиуми и почитувани граѓани што не следавте и оваа недела.